Околу 180 ученици од основните и средните училишта зедоа учество на петтиот поред општински надпревар во спелување во средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп, кој го организира мировниот корпус. На овој надпревар учениците имаат задача точно да спелуваат 10 зборови на англиски јазик. Овој надпревар веќе им е познат на учениците и тие редовно учествуваат во него последните 4 години и секоја година имаме представници на регионалниот и на државниот надпревар кој што се одвива во Американскиот коледж во Скопје. Целта на надпреварот, освен учење на нови зборови од англискиот јазик и нивно правилно пишување, е стекнување на ново интересно искуство и дружење со нови пријатели како на општинско, така и на државно ниво, бидејќи ова е манифестација што се организира целосно на доброволна база, во неја учествуваат и волонтерите од мировниот корпус. Задоволство е да се присуствува тука. За прв пат поканет сум во Македонија во 1996 година. Имаше потреба од професори по англиски јазик. Спелувањето е добар начин за учениците да можат да го демонстрираат тоа што го научиле и да бидат посветени во изучувањето на англискиот јазик. Право на учество имаат ученици од основните училишта од 5 до 9 одделение, како и од средните училишта од 1 до 4 година. Ова е 5-та година поред како учениците покажуваат голем интерес да се пријавуваат на надпреварот во спелување. Веќе учествувам 4 години на овој надпревар. Мислам дека многу добро искуство ми даде овој надпревар, затоа што преку овој надпревар се стекнуваме со многу нови познанства и исто така организацијата е многу добра. И мислам дека треба секој што знае англиски да дојде на овој надпревар, затоа што е многу добар начин за ширење на вокабуларот. Имам поминато 2 години и учествуваме во Скопје. Е одличен начин за тие што знаат и го познаваат англискиот јазик да дојдат и да ги прошират својот вокабулар и знаење. Покрај учење на нови зборови од англискиот јазик и нивно правилно опишување, учениците преку овој едукативен надпревар имаат можност да се дружат и да стекнат ново интересно искуство, како на општинско, така и на државно ниво.